Бугарија засега не потврдува можна средба помеѓу Радев и Силјановска следниот месец на НАТО самитот во Хаг. Средбата која ја најави премиерот Мицкоски од заедничката пресконференција со шефицата на европската дипломатија, бугарските медиуми ја пренесоа, но државниот врв не ја искоментира. Одговор побаравме од кабинетот на бугарскиот председател Радев, но таму велат дека досега немаат информација за ваква средба. Аналитичарите пак сметаат дека македонската страна не треба да има големи очекувања од средба во ваков формат и покрај најавеното присуство на високи представници на Европската унија, НАТО и Соединетите американски држави. Точно е дека Калас прати едни малку различни пораки од Кошта претходно. Кај Кошта беше декларативна поддршка за евроинтеграција, кај Калас имаше и некаков можеби зголемен апетит или некакви конкретни механизми во самата изјава, но на крај ќе се сведе на политичка волја и во Македонија и во Бугарија, затоа не гледам некаков спектакуларен напредок и не мислам дека треба да очекуваме некаков голем квантен скок напред на првата средба. Можеби присуството на меѓународните представници ќе направи да се договорат дека ќе се договорат, но не треба да очекуваме конечен резултат, ниту пак некаков конкретен напредок на првата средба. Единствен начин за придвижување кон конечно решение, според Арсовски, е промена на позициите или од страна на Софија или од страна на Скопје. Мислам дека додека не се смени позицијата или наша околу тоа како би ги прифатиле уставните измени или бугарска, не можеме да очекуваме напредок. Тие можеби да констатираат заедничка волја за разговори, може да констатираат заедничка волја за компромис, но не може да направат никаков исчекор додека една од тие две позиции не се смени. Европската унија се уште се надева дека Македонија ќе ги исполни превземените обврски за уставните измени, но шефицата на европската дипломатија Каја Калас вчера од Скопје порача дека се разгледуваат и други механизми за откочување на европската интеграција на земјава, ако планота не успее. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.